Ресен е единствената општина во земјава каде досега не е регистриран ниту еден позитивен случај. Свети Николе пак долго време издржа без ниту еден заболен. Донесовме одлука за затворање на сите познати излетнички туристички локалитети и уште пред воведувањето на полицискиот час и можам да кажам ево сега дека таа одлука беше навистина добра. Ресен и Преспанскиот регион се познати селенички места, па на почеток на појавата на вирусот се случиле со брани селеници, но сите тие по нивното доаѓање од странство останале во домашна самоизолација и ги почитувале дадените насоки од институциите. Во Свети Николе пак презеле и други мерки. Се вклучија доброволци, волонтери од доброволното противпожарно друштво во Свети Николе, инсталираат 3 пункта за дезинфекција на возила што влегуваат во Свети Николе. Земјоделците сами се понуди и се вклучија во дезинфекција на улици во градот и во селата со сопствена механизација. Имаме волонтери исто така што се вклучија пак во изработка на визири кои ги донираа на здравствениот дом во Свети Николе. Формиравме мобилни тимови кои се активни во делење на промотивен материјал, достава на пакети за храна на социјално ранливите семејства, уведување на ред во продавници, делење на заштитни маски и секако дезинфекција на просториите во сите колективни згради. И во Ресен извршиле дезинфекција на училиштата и градинките, како и на јавните површини и улици. Организирани биле редарски служби и поставени налепници за држање на прописно растојание на пофреквентните деловни објекти. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.